Владата ја разгледа и усвои стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 со акциски план. Со оваа предлог стратегија се даваат насоки и правци за подобрување на целокупниот правосуден сектор преку надминување на постојните недостатоци, како од нормативен, така и од институционален карактер. Стратегијата е проследена со акциски план, кој содржи активности, мерки и специфични рокови, со чие спроведување се очекува да се достигне крајната цел на стратегијата, односно враќање на довербата во институциите преку обезбедување на правна сигурност и пристап до непристрасна и квалитетна правда за сите граѓани. Нацрт стратегијата ќе биде доставена во владина процедура, пред да биде доставена во владина процедура за усвојување, во 3 наврати беше консултирана и доставена на мислење и до Европската комисија. Втората информација која што сакаме да ја споделиме со вас од владината седница, тоа е извештајот на работата на интерресорската група составена од 17 државни институции и граѓански еколошки организации. Владата го усвои овој извештај во кој за прв пат беа вклучени и граѓански организации, а кој се однесува на загадувањето на воздухот во цела Република Македонија. Задолжено е Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Министерството за здравство да ги соопшти на јавноста препораките и мерките кои ќе се применуваат при надминување на прагот на алармирање на одредена загадувачка субстанца. Значи во наредниот период Министерството за животна средина, односно оваа интерсекторска група составена од 17 институции и од граѓански организации, ќе го презентира на јавноста целокупниот извештај. Ја денеска сосема накратко ќе ви ги презентирам само одредени мерки од истиот. Лоцирани се изворите на загадување. Според овој извештај, затоплувањето на домовите, односно грејењето, е најголем загадувач на воздухот. Некои од мерки кои што ќе бидат предвидени, за кои што се дискутира и за кои што ќе бидат задолжени одредени институции се: ќе треба да се оформи процес за евентуално враќање на исклучените граѓани од системот на централно грејење на град Скопје. Ќе треба да се направат законски измени за обврска на секој инвеститор при добивање на градежна дозвола, ќе треба да приложи проект за начинот на затоплување на објектот. Ќе се предвидуваат субвенции, стимулации за нови типови на загревање, топлотни помпи, инвертер климауреди и така натаму. На долг рок една од мерките предвидува забрана за користење на јаглен за загревање на домовите. Ова е мерка која што треба да се имплементира до 2021 година. Гасификацијата исто така ќе биде мерка која што е на долг рок, која што ќе придонесе кон сериозно намалување. Не би одел во детали, бидејќи како што ви најавив, овие информации со вас ќе ги сподели Министерството за животна средина и интерсекторската група составена од невладини организации. Последната трета информација која што ја издвојуваме од синоќешната седница, тоа е дека владата го разгледа и усвои предлог законот за амнестија како текст на предлог закон по јавната расправа, која што беше транспарентна. Предлог законот беше закачен на ЕНР. Двете измени кои што по оваа предлог расправа се имплементирани во новиот предлог текст на законот се дека законот ќе се носи по редовна постапка и дека со одредбите предвидени во овој закон важи за кривични дела сторени до 29.2017 година. Уште еднаш, иако повеќе пати ви потенциравме и кажавме и целата јавност знае и вие, јас сепак ви сакал да потенцирам дека со предложениот текст на закон кој што во моментов оди во собрание и повторно ќе има јавна расправа и оди во редовна постапка, што значи јавноста повторно ќе биде вклучена, не се предвидува амнестија за лица правосилно осудени на казна доживотен затвор, како и за сторители на кривично дело убиство од член 123. Не е предвидена амнестија за кривични дела против избори и гласање од кривичниот законник. Не е предвидена амнестија за кривични дела против половата слобода и половиот морал. Не е предвидена амнестија за кривични дела против државата. Не е предвидена амнестија за кривични дела против јавниот ред. Не е предвидена амнестија за кривични дела против човечноста и меѓународното право. Мислам дека е јасно, законот го имате јавно, слободно симнете го веб страницата на Министерството за правда
денеска би требало да биде ставени на веб страницата на Собранието на Република Македонија, доколку ви требаат дополнителни информации, повелете. Значи, ова е тоа што го издвојуваме од владината седница, повелете со прашање. За законот за амнестија, од каде е датумот баш 29.2017 избран и дали се прецизираше за кои, бидејќи во нацрт предлог законот стоеше казано поправни домови, но не сите казнени установи се само казнено поправни домови, туку оние малолетничките се под поинатво име. Дали ту имаше тука забелешки од правниците, дали ќе бидат офатени и останатите казнено поправни установи или само домовите, односно затворите, ајде со други зборови. Значи, јас ќе ви го прочитам... Имаше во терминологијата забелешки, да не бидат сите офатени, туку само оние кои што се наоѓаат во затвор. Тоа се полнолетните лица. На првото прашање во однос на датумот. Датумот е произлезен по јавната расправа и по укажувањето на експертите, односно по укажувањето на коментарите кои што биле доставени додека законот бил ставен на ЕНР на јавна дискусија. Значи, тоа е втората измена. Првата измена е дека оди во редовна постапка. Во редовна постапка значи дека се уште јавноста ќе има можност, експертската јавност ќе има можност да интервенира со своји предлози во евентуално нови измени. Тоа е во однос на датумот. Во однос на второто прашање, јас сега ќе прочитам уредбата која што стои во предлог текстот во моментов во законот во која што се е предвидено точно за кого важи. Со овој закон се уредува ослободување од извршување на казна затвор на лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор за кривични дела пропишани со кривичниот законник или други закони кои до денот на влегување во сила на овој закон започнале или не започнале со издржување на казната затвор во казнено поправните установи во Република Македонија. Што значи установите, ако ја го толкувам ова, сигурно дека ќе најдете експерт кој што попрецизно ќе ви го протолкува што значи овој дел. Ја сакам да кажам, нема си дозволам сега да навлезам во експликација што точно значи. И на лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор за кривични дела пропишани со кривични закони на друга држава, доколку сторителот е државјанин на Република Македонија и казната ја издржува во Република Македонија врз основа на извршување на кривична пресуда на странски или меѓународен суд и истата е признаена со пресуда на надлежен суд во Република Македонија. Дали знаете колку ќе биде бројот на амнестираните лица според овој предлог закон? Статистиката во моментов кажува дека ослободени од извршување на законска казна, затвор, ќе бидат опфатени приближно 670 правосилно осудени лица на казна затвор до 6 месеци, а на 3097 лица, ова е статистичка бројка, нели, ќе им биде намалена казната за 30%. А има право на оштета? Не. Ова е закон за амнестија. Се извинувам. Само момент, еден по еден ве молам. Лицата кои вчера ќе бидат опфатени. Значи јас ги прочитав кои дела нема да бидат опфатени, а самиот датум исто така ви укажува кривичното дело е сосема поинако. Значи повеќе. Средбата Заев Груевски Иванов вчера, на чие барање е таа средба и што е темата на разговорот нели воден меѓу нив, доколку може да се соопшти, затоа што се случи во време кога нели беа и апсењата и се проширила информација дека можно е да Иванов да бара и ослободување на приведените. Владата на Република Македонија смета дека институциите на земјата имаат целосен кредибилитет и одговорност најпрофесионално и согласно со законските прописи да постапуваат во врска со случајот 27 април. Сметаме дека институциите имаат должност да го расветлат случајот заради потребата од правда и владење на право во Македонија и никогаш повеќе да не се повтори такво нешто. Во однос на средбата, сметаме дека е редовна состојба во рамките на едни демократски процеси. Поканата дојде од председателот Иванов,
Премиерот Заев беше присутен на таа средба и таму се разговараше за сите отворени прашања и настани кои што се случуваа во изминативе денови. Сакате да кажете дека средбата била само меѓу Заев и Иванов, а не била тројка? Средбата е организирана на барање на председателот Иванов, како што видовме од медиумите, премиерот Заев бил поканет и председателот на ВМРО да помогне. Благодарам. Односно, законот за медиуми, со оглед на тоа што имаше документ што произлезе од Брисел Дерен препораки дека може би тоа не е од приоритетите, остануваат оние рокови кои што беа планирани да се направат измени? Мислам дека туку имаме кристално јасна ситуација. Прво да бидеме прецизни. Не се работи за закон за медиуми, туку се работи за закон за аудио и аудиовизуелни услуги и не се работи за закон, туку се работи за измени во тој закон. Тоа е дел од планот 369 во рамките на медиумските реформи. Во однос на проблематичните аспекти кои што беа посочени од граѓански здруженија кои учествува во креирање, во јавната дебата која што се уште е отворена на некој начин, сите членови кои што предвидуваат глоби и казни, ова го каже и министерот Манчевски, и министерот Поповски, еве за колку е потребно повторно го повторуваме, се изземени, не постојат и се тргнати. Значи овој закон и овие измени во законот се прават на максимално транспарентен начин и идејата е да овозможат целосна професионализација на јавниот радиодифузен сервис и на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Уште за тоа колку лица се ангажирани како пиар во владата и по кој основ се работи? Само момент. Ќе се обидам сосема на кратко паралела да направам. Во 2016 година биле вработени 100 лица кои што работеле односи со јавност и придружни функции. Во 2017 година бројот на луѓе кои што се ангажирани со примарна дејност односи со јавност изнесува 46. Дополнително 57 од 2017 работат придружни функции кои што се комплементарни, меѓутоа не се специфично односи со јавност. Значи тука влегуваат друг тип навештени како што се координација, логистика, анализа, истражување и така натаму, камера, снимател. Постојат 13 вработени кои што се според стара систематизација се уште дел од тој систем, меѓутоа конкретно овие 13 лица не исполнуваат никакви работни обврски, ниту придружни, ниту примарни од аспект на односи со јавност. Бројката која што во моментов е на ангажирани лица изнесува 46 во владата, во министерствата кај министрите без ресор и во сите министерства. Ова е тоталната бројка. Во рамките на владата во 2017 примени се 26 лица ново вработени. Само да ве прашам уште едно прашање, во колку часот беше средбата на премиерот Заев со лидерот на опозицијската, со председателот на државата? Немам информација. И зошто не беа повикани медиуми? Зошто немавме никакво известување дека ќе има? Далеку од јавноста беше сето тоа сторено. Средбата е организирана од страна на председателот на Република Македонија. Ви упатувам ова прашање да го поставите кај него. Значи на негова покана се одржала таа средба. И на негова покана председателот на Добро, владата имаме посети на премиерот и на други институции, ама и вие како пиар служба не известувате дека ќе гостува, дека ќе оди, дека ќе се сретне во други случаи. Ние известуваме секогаш и исклучиво ние кога организираме и доколку во ситуации кога некој организира средба побара поддршка од нас.